состојбите во општеството никому не прават добро доколку се полни со девијации, но претпоставам дека на новинарите им е најтешко да се снајдат. Или можеби мојот следен соговорник во Астрорум е типичен пример на човек кој што ја има целата едукација, ги има поминато сите скалила во новинарството, сите медиуми, учел во најпознатите школи, неофицијални, тоа е Нова Македонија, Македонската радио и телевизија, со својот углед и авторитет кој што и денес го ужива и е пожив и поактивен од младите колеги, кажува дека навистина треба упорност и навистина се може да се остане на курсот, на новинарските правила и уште во тоа да се внесе сопствениот печат. Јас му посакувам добре дојде на Љупче Јолевски. Поводот е голем, бидејќи тој, ова што го држам во моите раце, е една книга, е само дел од неговото творештво и од она што ја оставил трагата на нашето живење. Првото прашање, прво добре дојде во Астрорум. Ти благодарам на поканата. Прашањето е, бидејќи имате искуство со сите медиуми, зошто книгата ја насловивте радио? Има една проста и едноставна причина. Радиото ми е првата голема љубов. Љубовта која се роди пред и воопшто да помислам дека би се бавел со ова што денес се бавам и што е моја животна професија. Речи си 3 децени активно новинарство и скоро 4. Меѓутоа, таа љубов датира од миговите кога дома имавме еден стар транзистор и после некоја старо радио, на кое ги слушав Битлси, например, на кој ги слушав Ролинг Стоунс и потоа како доаѓа Цепелин и така натаму, до моментот додека не ми купија грамофон. И радио на кое пак исто така го слушав сето она што едно радио Скопје, некогашно, можеше да го понуди, а представува македонска изворна музика и музика која директно од после дознав се емитувала од студиото. Ги слушав и Пеце Атанасовски, и Тале Огненовски, и Васка Илиева, Кочо и Тетка Петровски, Вања, Бадев. и така натаму. Дури Кочо Петровски како водител на една емисија која се викаше Тригонга, а која Кочо беше замената таму. И оттогаш некако кога работите ќе ти влезат под кожа, изборот е едноставно тој. Значи нема бегство од себе, нели? Поминав од млад борец како мојата прва вистинска новинарска школа, значи како и мнозина колеги од просторот на некогашна Југославија, сите растевме или се зачнавме како новинари во Младинскиот печат. Оттаму од некое време кога млад борец беше весник кој продуцираше кадри и тоа какви, за кои можеме да говориме. И до ден денеска. Но сепак, ќе речем, и весникот, и магазините, и телевизијата, и се друго, но радиото е радио. Не знам дали е предност, дали е хендикеп што имате сменето толку редакции, толку медиуми, бидејќи кога ќе размислам, дури да се 4 полни децении, тоа е многу големо искуство, многу промени, и како останавте препознатливи. Значи, кога ќе видиме ваш текст, тој е систематичен, доследен, искрен, има зошто е некој интервјуиран, знаете да ги лоцирате проблемите. Беше тешко или лесно? Сметате за богатство што имавте можност да не споменуваме, тука е дневник, антена, екран, каде не, во комбинација со други луѓе, вам како уредници, вие како уредник, ним, се испреплетуваат нештата, не знам дали има доволно минути да раскажеме што се, низ кои рубрики се појавувате. Не знам, едноставно животот е таков да те тера, кога ќе тргнеш да не запираш. Јас, пак ќе кажам, почнав во млад борец со една преубава екипа, прекрасна екипа на луѓе. Од пред некој ден го видов Ристо Лазаров, например, ќе го спомнам. Потоа ќе речем, не знам, Кирил Талевски, Пеце Талевски, потоа Томислав Османлив, Ванчо Полазаревски и така натаму. Бев меѓу младите заедно со Љупчо Поповски, таму со Александар Сидоровски и така натаму. Еден куп луѓе. Меѓутоа, моето вистинско бавење со новинарството во млад борец беше кога таа нова генерација на млади луѓе беше составена од луѓе како еден Никола Младенев,
со Никола Младенов сме примени на работа во Младборец заедно во исти ден. Еден Сашо Ордановски, еден Синиша Станковиќ и еден куп со работници кои доаѓа и еден момент кога Младборец од младински весник направи мала револуција и стана нешто што беше неделник или двонеделник кој се бавеше со сето она што никој друг не се бавеше. Ние бевме првата редакција во која влегоа компјутерите како начин на подготовка на весникот. Ние бевме првата редакција која излезе и го зачна тоа продавање на весници надвор од редакција или новинарите да бидат колполтери, луѓе кои ќе си го даваат весникот, а патем да прават продукт кој ќе биде и читан и кој ќе иницира општествени теми и проблеми. Исто така, нели оној дел од културата беше тоа нешто што не беше само пишување. Туку едноставно, пред некој ден се сеќавав некои работи во сосема неврзани разговори и спомнав дека во времето кога работевме во Младборец, правевме рок концерти. Младборец инаку беше тука близу во Шкаперда и таа стара куќа и денешната италијанска амбасада, која тогаш беше Комисија за врски со странство, создава природен, прекрасен простор на отворен клуб. Еве, ќе спомнам дека таму свиреа Мизар, Архангел, таму свиреа Клержо. Од сите оние млади групи кои во тој налет доаѓаа заедно со нас како некаков генерацијски залет, таму беа. Таму се сеќавам, при една прослава дојде председателот Киро Григоров и кога виде што се случува долу, не очекував дека, например, ќе го интересира рок музиката. Застана едно 10-15 минути, оного колку што му дозволуваше времето, и слушаше, например, Архангел. Што се... Овој податок никаде го немам слушнато, многу интересно, вистина. Тоа се работи кои, веројатно, и ќе се заборават. Ќе постојат додека ние постоиме, ќе кажуваме, ќе ги прераскажуваме. За жал, ништо не остана од тој некогашен Младборец, некако полека сето тоа згасна. Меѓутоа, тогаш тој весник беше на нивото, да речеме, на една младина словенечка, на еден полет загребачки. Сите оние весници кои ја чинеа таа младинска, нема да кажем општествено-политичка, туку и културна сцена. Да. Тоа ќе ми беше и следното прашање. Имате искуство, сте биле дописник одовде, сте соработувале и во списанија надвор од Републикава. Да речеме, не е исто да се биде новинар и да се биде добар, сте имале во кого да се угледате, со кого да се надпреварувате. Во Југославија постоја сериозни весници, неделници, некаде се уште постојат, кај нас не постојат. Зошто? Зошто сме таму каде што сме? Зошто сме, не знам, веројатно, како влеговме во транзиција. Не се снајдовме во транзиција. Очигледно дека не се снајдовме премногу во однос на информирањето, во однос на весниците. Пред некоја вечер го слушав Теофил Панчич, кој доби награда одредена во соседна Србија, и го праша зошто или што мисли каде е културата, да речеме, во медиумите таму. И неговиот одговор беше поразителен. Со задршка дека еве тој е гостин во една емисија која се бави неделно со култура, националната нивна телевизија, или постојат во весниците кои таму ги има, во магазините кои таму ги има, а тој е уредник и колумнист во неделникот Време, каде што има, се говори за се и се што, за политиката се разбира, меѓутоа има доста за културата. И кога тој ќе рече за нивната средина дека не се бави со на вистинскиот начин со културата, например, тоа што да кажеме за кај нас. Мислам, болна тема. Вашиот пријател Јањатовиќ на Рок енциклопедијата, авторот, ќе рече стигли смо до дноа, дури за да ја засили тоа дека веќе не е ни до дна, туку до дноа, во смисла на рок н рол музиката, на новинарството, медиумите, но штом тие таму констатираат такво нешто, овде дури не може да се... Ние никогаш, Младборец све време имаше дури 4 страници за рок музика, ако се сеќаваш. Да, за среќа паметам. Сум била дел. Си била дел од таму. Младинските бендови. Само за рок музика имаше страница за стрип, имаше за литература 2 страници, така натаму. Да не тргнувам Младборец како нешто, како е
не Што знам. да речеме дека е почетнички обид на следните новинари. Да, весник кој заокружен на идеја како се прави весник или како се прави првомладински весник и како потоа се прави, да речеме, општествено, политички, културен неделник кој може да функционира, сам себе да се финансира со блага помош од државата, се разбира, од она што го даваше тогашната младина. Меѓутоа, кој може да покрене и акција и може да донесе, да менува одредени работи, да иницира одредени теми и сето тоа да го isfрли на површина. Тргнувам од него, меѓутоа не да само се сетиме весник, туку како се прави и кадар. Апсолутно. Да се сетиме сите тие луѓе што работевме, останавме во новинарството. Сите тие, ајде да не набројувам каде еден Сашо Вдановски сега, Николче за жал, знаеме што све направи. За жал не знаеме што се случи. Таа приказна неславно заврши и мислам милион сеќавања можам да имам за нашите заеднички денови и така натаму, но пак ќе речем, знаеме кое име остана, знаеме кој е Томислав Османли и така натаму. Еден куп луѓе, еден Игор Тошевски кој беше само соработник тогаш, грижејќи или носејќи стрипови, знаеме кој автор стана, кој ликовен уметник е. Да не кажам двајца мои ученици, под наводници, нели, еден Александар Поповски, која беа гимназијалци, Дарко Митревски доаѓа и беа соработници во весникот, пишува и рецензии меѓу другото за музика. Тоа е доказ дека и проценката на уредништвото била добра, кој има потенцијал, но и шансата дека била искористена од оние. Кога има конкуренција, работите излегуваат сами на виделина и тука новинарството е квалитетно, она што се работи е квалитетно, секој создава собствен стил. Пред малку да се вратам и на претходното прашање. Значи не е едноставно, не е лесно, меѓутоа и треба дефинитивно многу работа, верување многу во себе и да бидеш упорен. Мојата девиза секогаш беше дека не ме интересира најпопуларното, дека ме интересира квалитетното. И ден денеска таа девиза ја погубно е да се брка рейтинг со петпарачки програми со никогаш не посакав, например, да пишувам текст за некој кој е на, не знам, на врвот на популарноста или нешто. Ме интересираше оној кој допрва ќе дојде. Да го фатите во зародиш. Токму тогаш да се укаже на некој дека тоа е нешто што ќе ни се случува у иднина. Мојата генерација на новинари, медиумите каде што работев, ајде, Млад борец, потоа Македонското радио, програмите кои таму одеа, македонската телевизија, ќе ја памти или ќе го памти своето работење по тоа што со мене излегува, еве ќе кажам, едни мизар, не излегува, туку паралелно се одвиваше тој процес. Ние бевме само трансмитери на она што го работат. Тука беше и Лола Вештајн, потоа Анастасија, потоа Анастасија веќе мизар, да не го спомнувам, Клержо, сите оние групи, едно тело наука совршена која може би е заборавена. Падот на Византија, тој правец со црковна. Падот на Византија ми беше во редакција мене. Зоран Дабич, кој денеска е дипломат, беше гитарист во Падот на Византија. Горан Трајковски беше наш соработник, човек кој пишуваше рецензии. Во Млад борец и после со кого јас работев во Канал 103, така натаму и така. Мислам, не е едноставно, но кога имаш одредена идеја и мисла, си ја следиш мислата, не било секогаш ни пријатно, ни лесно и да се менуваат работите, од еден медиум да скокаш во друг. Меѓутоа, ако јас секогаш знаев дека сакам ова да го работам и не можеш ништо да ме запре. Не отстапувате од својата определба, да. Не, тоа е. Тоа е за мене, животот е тоа. Кога зборувате за новинарските имиња, вие ги споменувате и овие бендови, и тука е прашање каде, зошто ни се случи кризата, кога секој еден од овие, колку и да се жанровски слични, има свој печат, креативни, некоја своја мисла, нешто што остави трага и во поранешна Југославија, што се уште ги споменуваат. Дали глобалните промени не донесоа до тука или повторно мораме да зборуваме за еден локален менталитет, за девастирање на стандардите, што вам низ целата кариера рок-н-ролот ви е верен придружник, или не знам што е пред или потоа, јајцето или кокошката, меѓутоа синоними за Љупчо Јолевски е секако новинарството, она во најист. Драго ми е ако е така, меѓутоа не можам да поверувам една работа. Минатиот викенд
имаше концерт или два концерти на Бернес пропаганда. За жал, се мојата рецензија, објавена во Радио Слободна Европа, ништо друго од генерацијата која расте со Бернес пропаганда, со таа музика, со Васко, со Тина, не излезе на виделина. Тоа е, јас постојано зборувам. Сакам да се појават некои луѓе кои ќе речат: стари, ти веќе врска немаш. Дај, тргни се и пушти ни го местото на нас. Тоа го сакам да ми се случи. Вам не ви импонира кога ќе речат единствен сте, бидејќи помислувам на некои луѓе кои биле мои ученици кои заминеле. Се сеќавам дека во Дневник, кога бев уредник на Антена, со мене беше еден Даниел Михајловски. Исклучително квалитетен пишувач, дете рок-н-рол, кој за жал несреќно го изгуби животот, и беше тоа талент кој јас очекував дека тоа ќе ми го каже. Грбевски. Ќе дојдем до него. Беше тука едно момче, Грбевски го спомна, Грбевски беше во неколку редакции и мислев на синот, не на таткото. Не, мислам јас на синот. Меѓутоа Александар работеше со мене и беше дел од таа убава една екипа во Антена, исто така откако го изгубивме Даниел, кој некако не остана во моментот кога беше можда најсилен, најмоќен, притиснат од сите страни, а најмногу веројатно од животот, од тоа дека мора да заработи за животот, се повлече од Дневник. Сега работи во агенција, веројатно му е добро и се надевам дека, меѓутоа го немаме како пишувач. Штета. И Грбевски се повлече. Мишко исто така и така натаму и така натаму. Мислам, не е едноставно да се јаде новинарскиот леп, меѓутоа треба да на крајот на краиштата треба да собереш сили и да се трудиш да останеш во тоа. Ја пак ќе повторам, тоа ми е тоа. Тоа е моето и не сакам да избегам од тоа. Не само во рок-н-ролот, знаете да процените кои личности прават нешто уникатно во земјава. Доказ за тоа е и вашата книга, бидејќи тука има интервјуа вредни за внимание и од доменот на класичната музика и од други профили луѓе, значи не се строго рок-н-рол по вокација, меѓутоа која ви е, дури многу е тешко, имате многу одработени интервјуа, да направите селекција кој ќе влезе во книгата, таа да не биде само проста транскрипција на она што сте го направиле, туку да има своја тежина, книжевна тежина. Кога се најдов во прилика, после многу талкања, ќе спомнам, не знам, Македонската радиотелевизија, па после ќе замине човек, ќе појде на формирање на нова телевизија, па дојде Дневник, па од Дневник излеговме една убава екипа на луѓе, ги направивме Време, па во Време не се согласував со начинот на кој тогашниот сопственик сакаше да се реши од скоро половината екипа, па си заминав јас со нив и така натаму. Целото тоа време ќе те натера да размислуваш што со себе. Последната капка која ја прели чашата беше моментот кога добивме отказ од една приватна куќа каде ги работевме Форум и каде јас бев уредник на Лайф магазин. На готов Лайф магазин со еден куп интересни разговори внатре, дојде собственикот и рече од денеска не постојат Форум, Лайф магазин и дека оние кои би сакале да работат во агенцијата во Макфакс може да останат за половина плата и така натаму. И тука ми пукна филмот и едноставно решив да останам само во Радио Слободна Европа. Само. Затоа што бркав многу работи. И ќе се најдеш во позиција дека не можеш да живееш само пишувајќи за музика, да речем. Одеднашка треба да бидеш дописник и да ги прошириш собствените видици, да пишуваш воопшто за култура. И ќе почнеш да ги учиш, иако тоа не ти е фах. Кои луѓе се, каде се во она што нели е сериозна класична музика, потоа во литературата, па во сликарството, во ликовната уметност, кој се, не знам, се бави со стрип кај нас. Иако ти се познати работите, кои ќе почнеш полека да влегуваш, откриваш нови светови. Јас бев во еден период дури фасциниран колку работи не ги знам. Стално си викам, и барам јас си викам,
знам дека ништо не знам, меѓутоа сакам да дознам. Ама колку баба возбуда ете, зошто нешто се случува, ете има и причина. Апсолутно. Да. И настаните се случуваат, луѓето пред тебе излегуваат еден по еден и почнуваш. И при тоа се трудам постојано и упорно да внесам во моето пишување да има емоција. Не сакам да бидам некој кој пишува. Што велите трансмитер само на тоа што ќе го слушнете. Едноставно да направи трансмисија помеѓу изворот на информации до читателот, слушателот и така натаму. И работите така, да се одвиваат, тоа да поминува покрај тебе. Не, но кај мене мора да има емоција. Ако јас, например, во текстот што го пишувам, последно ми ова рецензија за Бернес, внесов многу дел од себе. Затоа што така чувствувам, така едноставно. Ми се чини дека човек дополнително мотивирани дека нема никаде на друго место и во знак на револт претпоставувам. Не очекував дека тоа ќе се случи искрено во однос на таа рецензија, меѓутоа едноставно помислувам па и нема, ние немаме неделници. Радиостаниците се бават со се, само не со тоа што треба, што е квалитет кај нас. Весниците дневни прашање колку тоа ќе го направат и останува на нивната една страна за култура или забава, сигурно нема да стават, да се бават малку посериозно и така. Дури ми е криво што не можам, например, такви рецензии да пишувам секој ден, ако денеска пишувам за музика, утре да се бавам за нешто друго. И нашава работа, барем дописничката во Радио Слободна Европа, каде што има исклучителни професионалци, на крајот на крајшта, за тоа се одбрани да бидат таму, е идневна и постојано во трка со времето. Од пресконференција, например, ако почнува во 11, во 12 некаде тука завршува или 12 и пол, ти треба во 3 сата да бидеш готов со се. Меѓутоа не со напишан текст, едитиран материјал, да го прочиташ текстот, да го скратуваш, да го средуваш, да го доведеш дали тоа ќе биде 2,5 или 3 минути и потоа текстот да биде прилагодлив за сајтот кој го имаме. Значи трчаш цело време. Да. И во тоа ако биде само технички сето тоа, па не си преподнесли, нема да те читаат, нема да предизвикаш одредено внимание кај јавноста. А тоа е нели суштината на нашата работа е да и дадеме нешто на јавност, да ја покажеме дека ова е квалитетот или она е нешто на што треба да се обрне внимание, да се поиде во театар, да се види одредена театарска представа, да се поиде на одредена изложба, дека тој автор има што да каже и така натака. Да. За жал кај нас дури кога ќе се пласира некоја информација, читателот ништо не му останува. Тоа може да го прочита на веб порталите, да се информира дека некоја представа се случила, но и уметниците не го дуваат и тие патат што немаат каде да кажат што мислеле кога поставиле некое дело, кои се нивните очекувања или неочекувања, каков бил процесот на работа. Имате ли некакво решение? Ете да ве ние како да сме во некаков затворен круг, такво чувство имам, каде што сам се движат работите и некако се завршува на тоа. Немаме критика, скоро никаква. Страшно е тоа, да. Никаква критика не постои. Има обиди, не. Да, секогаш има чест на исклучоците, велиме, но апсолутно, има луѓе да се обидуваат овде или онде нешто да пласираат, дали тоа во литература. Нема континуитет. Ниту систем, ниту континуитет. Многу работи кај нас треба да се менуваат. Прво кај нас во свеста, а потоа и во општеството, за да некои работи почнуваме да ги поимаме малку поинаку. Дека треба да го вреднуваме ова што е тука и да пуштиме тоа да комуницира со светот. Ние заборавивме дека околу нас живеат луѓе кои имаат исто така култура, луѓе кои сакаат таа нивна култура да комуницира со нашава култура, дека да ги тргнеме тие огради кои ги поставивме. Кај нас излезе дека треба најбитното нешто е да си прв на боништето. И што? Ништо. Ниту се мери со некого да. Ништо. Своевремено, пак ќе се вратам на рок музиката, некако можеби тоа ми е болката, еден мизар од нашето непрепознавање на нештата ни стигна преку Словенија во Македонија. Обично потврда надвор, па и еден Владко Стефановски. Знаете колку време требаше да убеди публиката? Лепи сол, овде се трвеа, се правеа се до моментот додека не е победена фестивал надвор од Македонија. Знаете Владко во филхармонија кога свиреше рече: "Не можам да верувам дека во Скопје 3 пати продадена сала. Зарем треба еден такво име да се чуди дека конечно во својата земја може да исполни." Да, меѓутоа Владко своевремено го праша во интервју, објавено во Белградско време,
и го прашав, викам, Владко, размислуваш ли да тргнеш надвор од Македонија? Она што го имаш како знаење, како твоја музика, како наша музика, да го изнесеш надвор. Не постојат услови, вели. Затоа што ќе треба да се бавам уште со 5 работи, за да мојата музика продре кога тогаш. Владко остана и се бори цело време тука. Наоѓа милион и една комбинација за да биде и актуелен, и присутен, и тоа му успева. И човекот е неверојатен работник. Да. И треба таквите да ги негуваме. Туку сите велат, ние ги пропуштаме. Владко за среќа е доволно и наетлив да се бори како и вие, но некои луѓе решаваат дека ќе се повлечат. Пред да дојдат во Скопје, помина турнеи големи, да. Љубљана помина Загреб, помина Белград, Нови Сад и свираа 2 концерти во Скопје. Предходно има американска турнеја, да не зборуваме дека години, тоа да. Бернес е единствениот македонски бенд кој има некако на своја рака со своји познанства појдено во САД и има свирено турнеја во Соединетите Американски држави. Па не е малку тоа. Мојата теза од многу години наназад било дека во Македонија се создава најквалитетната музика. Еве, на пример, и има причина за тоа да го кажам. Дека имаме одлични групи што свират джез и се уште мислам. Како некаква енклава Македонија со джезот. Говорам регионално. Да. Дека овде се создава и тоа како силна алтернативна музика, дека имаме исклучително добра алтернативна сцена. Доказ за тоа е оно што го прави Балкан Велики или Васко Атанасовски, па тука еден PMG, Мирко Попов и сите тие луѓе кои се собрани како одреден проект што влече. Да не зборуваме и тоа како, иако таму можат работите малку поинаки да видат, но тука се сите тие, да не кажеме дека она што го извади македонскиот музички јазик на површина. Ајде да се подсетиме на моментите кога се појави еден синтезис, потоа еден период кога Вања Лазарова направи вистинска преродба. Анастасија со Подождот, Плејада, сето тоа. World Etno и такви. Што да кажеме за ова што го прават филмаџиите сега? Да. Неверојатно. Исцелител. И не само заради наградите што ги носат од светот. Да. Не само заради награди, затоа што тоа е потврда дека е тоа дека е тоа квалитетно, да. Апсолутно. Да. Меѓутоа луѓето препознаваат и ќе ни кажат, на нас треба ни кажуваат, за жал и треба да ни кажат, ова го имате вие, дајте, работете малку. Билам полесно е надвор да се добие потврдата од што овде или мора да се потврди за да погледнеме, да го свртиме погледот на нештата. И треба тоа да го правиме и почесто мислам дека таа свест да ја разбудиме дека се работи нешто овде и да се обидеме да комуницираме, да се надпреваруваме со другите. Не секогаш веројатно ќе бидеме добри. Не е се добро кај нас, мислам, од сето тоа што се прави. Меѓутоа, веќе е тешко и да се препознае што е добро. Румена Божаровска, на пример, ја препознава Хрватска, ја препознаваат, една Лидија Димковска ја препознава светот. Имаме во секоја сфера, имаме вистина светли примери, да не зборуваме во нашиот пианизам што се случи, почнувајќи од Симон Трпчевски веќе. Што да кажеме? Симон е планетарна звезда. Жално е што веќе не зборуваме, очекуваме дека тој некако станавме, се навикнавме дека тој треба да постигне големи. Станавме пословично некако чудни во односот кон него. Да, човекот тоа оди шета. Да. Исклучително успешни. Информацијата е стара. Ке дојде и тоа како едноставно да ре. Да. Еве доаѓаат и млади пианисти. Ногата е повлечена, вел. Дино и Мери, Дино Арда, Мустафа Оглу сега, значи, сигурно. Доаѓаат некои луѓе кои малку поинак и размислуваат и се борат за себе, се борат за собствената уметност. Овој живот е возбудлив, не е лесен и тука морам да ве прашам како, дали е олеснително или тешко да се живее со лекар, сопруга, со керки, самите фармацевт. Добро, во областа на медицината, многу далеку од рок-н-ролот и од новинарството. Секогаш имам впечаток, барем од она, од социјалните медиуми, гледајќи ве вака, дека сте среќен човек и дека за да го издржите цело во ова, сите притисоци, промени, да останете високо на номенклатурата на вредностите, треба да се има поддршка. Имате 2 прекрасни керки, внуци. Да.
И сето тоа, и тоа е она што би сакал секому да го пожелам. Сопругата Сузана е професор на фармацевтски факултет. Ние сме долго заедно и ако не била таа, јас веројатно никогаш не би бил ова што сум денес, затоа што кога имате некој да ви држи крило, тоа е исклучително добра работа. Не секогаш работите оделе мазно. Пишувањето е едно, меѓутоа сето на другото, да се заработи, да се однесе дома, сите ние водиме битки во целиот работен век. Оние кадри што отпаѓаат во филмовите се гледа само романтичната приказна, нели? Не се секогаш романтични работите, меѓутоа јас прв пат ве кажувам, пошто никој досега не ме ни прашала, веројатно не имам потреба и лично не сакам многу да зборувам за тие работи. Јас сум крајно благодарен за сето она што успеала, за онаа хемија што ја создала меѓу нас и сето тоа да функционира на начинот и ние да бидеме успешни двајцата во своите професии. Таа си е доктор на науки, јас сум новинар, тоа што сум. Керките едната отиде и од уметноста скокна во јазиците, меѓутоа и ден денеска низината уметничка душичка уште тлее. Тамара е професор на Американ коледж по старата со 2 внуци. Таа беше во модерен танц, што беше успешна. Се бавеше Таа ми беше гостинка дури во емисијата во музика, како после освоена голема награда со партнерот го едно време кога беше во Ребис и така натаму. Иначе сега пишува. Таа некако пишува, па не е во новинарството, пишува кратки раскази. Првата книга Гедори помина сосема добро. Втората со наслов Скопје ти раскинуем, треба да се појави за месец дена, повторно кратки раскази се. А Ирина пак отиде во правници. Магистрираше на право, сега е правник. 4 различни профили, да. Меѓутоа, мене ми е жал и за Ирина затоа што не пишува, затоа што сето она што сум го прочитал од неа и тоа како никогаш не е доцна за пишување. Па не знам. Вие, вашата книга Радио влезе во книжарницата на Литература МК, а Литература МК ви се заблагодарува и јас лично за овој разговор. Јас верувам дека вие ги споминавте Битлси, не бевме договорени, но ова ќе биде подарок за вас, биографијата на Битлси, односно монографијата. Се надевам дека ќе ви биде задоволство да ја читате, дека ќе ве поттикне да пишувате уште и натаму. Ти благодарам на вистина и благодарам воопшто на Литература МК. Инаку е вака ќе ти кажам, јас сум ја прочитал. На англиски? Не, на српско-хрватски. Го имам преведот, но не се на крајот на краиштата. Без разлика? Добро е да слушнеме како звучи на македонски. Оваа книга баш би сакал да видам и сигурно ќе видам. Знаете што, нели? Може да им препорачаме на гледачите, така? Подарок, квалитетна. Не се подарува, нели? Ќе остане дома и ќе си ја слушнам и најтопло ја препорачувам се да она литература, а посебно и Битлси на Хантер, затоа што јас сум од оние, не знам дали мнозина знаат, иначе дискофили, со колекција од некаде 3-4 илјади винилски плочи, со исто толку компакт дискови, касети и така натака и натака, меѓутоа и со колекција на книги кои се бават токму со рок музиката или не знам, еве ќе кажам, нели тоа се биографии на познатите светски музичари, моментално ги поручувам со месеци Pink Floyd. Супер. Ке ве сметаме за консултант, што е добро да се објави на македонски, бидејќи овде има веќе завидна едиција на... Мислам дека тргна работите пред некој ден беше објавена книгичката посветена на Роберт Џонсон. Полека работите одат и мислам дека треба на таа страна и тоа како да се поработи. Тоа е секогаш интересна литература и ќе има читатели. Ви благодарам за овој разговор и се гледаме, верувам, после следно едно вакво дело од 700 страници, веќе не смеете да одите подолу. Нема да бидем 700. Своевремено со Љубомир Грбевски, Джери мој драг пријател, почнеме да чепкаме по нешто македонска енциклопедија, некоја рокерска, Тошо Филиповски ја заврши работата на вистинскиот начин. И јас со добар дел од текстовите што остана се обидов на неколку пати, пошто
сака тоа само издание да биде и направено без компромиси, значи онака како што јас мислам, но не успеав тогаш. Сега се надевам дека конечно ќе затвориме една книга која ќе се бави со оние работи од минатото што биле, значи во македонската музика, современа музика, посебно во рок музиката. И сакам да ја завршам таа книга која имаше работен наслов Неправилен ритм. Интересно. Тука ќе се вртим. Да, тука. Благодарам многу.